во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Со законски измени ќе се става крај на трговските трикови. Струшките инспектори на терен по бројните пријави од граѓаните за бучава. Белчешко блато доби научна студија за хидрогеолошките карактеристики. Во Охрид се одбележа светскиот ден на органодарителството. Поскапуваат бензините. Ги погледнавме кратките најави со дневникот, започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид е свежо утро, во текот на денот претежно сончево со локална облачност и потопло со максимална дневна температура во 28 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон вторник, ведро и свежо. Утре во западна, северозападна и северна Европа умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, горматевици и пад на температурите. Локално врнежи од дожд се очекуваат во централните и источните делови. Во останатите предели од стариот континент сончево со локална облачност. Невообичаено студено за овој период од годината ќе биде на Пиринејскиот полуостров и во западна Европа. На Балканскиот полуостров во вторник претежно сончево со локална облачност и топло време. Локално во централните предели слаби локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури од 29 до 33 степени Целзиусови. Во Македонија во вторник свежо утро со утрински температури во интервал од 10 до 19 степени, а во текот на денот сончево со локална облачност и ветровито време. Попладне локално во североисточните и источните делови минимални услови за сосем слаби локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури во Македонија од 26 до 35 степени Целзиусови со УВ индекс во вредност од 7. Во Охрид во вторник претежно сончево со локална облачност и топло време, минималната 14, дневната 29. Во среда, четврток, петок, сончево и многу топло време со пораст на дневните температури кои ќе достигнат 30, 34, односно 35 степени Целзиусови. Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби. Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании. Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш задоволни клиенти. Дисконт Златна капка. Супер акција во Миса Маркети. Десерт портокал рум 300 грама 39 денари. Петит бисквити 280 грама 15 денари. Бони десерт 34 денари. Пармезан форте 180 грама 169 денари. Топено сирење маестро 125 грама 39 денари. Свит дейс баклава 500 грама 129 денари. Бейк ролс 80 грама 29 денари. Паладин кашкавал 579 денари за килограм. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Се става крај на трговските трикови во продавниците. Законски се прецизираат поимите сезонски попусти и распродажба. Се уредуваат и јавните услуги и продажбата на производи со ист квалитет кај нас со оние во земјите од Европската Унија. Во подготовка е усогласување на нашиот закон за заштита на потрошувачите со европскиот. Се унапредува правото на потрошувачите во земјава, се менуваат и усогласуваат досега нерегулираните законски директиви со оние од Европската Унија. Се прецизираат трговски поими кои досега не биле ставени во законот, информира Маријана Велкова-Лончар, председател на Организацијата на потрошувачи на Македонија. Додава дека потрошувачкото право е мощно, динамично и подлежи на измени. Досега за нашите потрошувачи не беа утврдени трговските поими како што се распродажба, акција, промоција и сезонски попуст на производи и услуги. Со тоа се оставаше простор за трговски трикови, вели Велкова-Лончар. И да речеме распродажба може да се како посебен облик на ставање во промет, нели, на стоките и на услугите, дозволена само кога престанува работење на трговецот. Престанува работење на трговецот во неговите дотогашни деловни простори, па ги напушта, оди во други. Не може да пишете распродажба сега, значи само така. Престанување да става во промет одредени стоки, значи ги трга од прометот тие стоки и услуги и нема да бидат веќе достапни. Врши сложени зафати, градишни и така натаму. Тоа е таксативно наброено кога е всушност распродажба. Има пријави од потрошувачите, но не така често, кажува Велкова-Лончар. Како еден од поважните на кои реагирале потрошувачите ги посочува сезонските попусти. Сега се ставаат во временска рамка од кога до кога траат сезонските попусти. 2 пати во годината и тоа во лето од 15 август до 15 септември и во зима од 15 декември до 15 јануари, вели Велкова-Лончар. Посочува дека со закон не се уредени јавните услуги и продажбата на производи со ист квалитет кај нас како во земјите од Европската Унија. Надгради директивата таја за нечесни пазарни пракси и следствено на тоа и законот треба да се усогласи со ова надградување, односно ние да имаме одредба со која кај нас ќе се забрани таквото продавање на производи со послаб квалитет. Законот за заштита на потрошувачите има претрпено 7 измени, почнувајќи од 2004 година па до сега. При усогласувањата со потрошувачкото право во Европската Унија се вградени 18 директиви, а сега се додадени уште 9 директиви кои се однесуваат на уредување на поимите во трговијата. Најновите измени се во завршна фаза, а на нив се работи околу 3 години. Наскоро се очекува да влезат во собраниска процедура. Бучавата и ова лето не ги поштеди стружани и бројните туристи. Гласна музика и врева до раните утрински часови го реметат мирот и сонот на сите. По бројните пријави, полицијата и инспекторите на терен. Бучавата и оваа сезона не ги поштеди жителите и туристите во Струга. Најгласни се угостителските објекти на плажите и дискотеките во градот, кои го реметат мирот и сонот на сите, се жалат стружени. Тие им забележуваат и настаноиздавачите кои сместуваат гости, кои пак прават забави со прегласна музика до доцните часови. Од општината велат, инспекторите излегуваат на терен. 6 објекти добија опомена поради надминување на дозволената бучава. Посебен акцент беше поставен на гласната музика. Значи, од неколку објекти имавме поплаки од граѓани. Кај нас беше една или две доставени, повеќе имаше во полиција. Во координација со полициските екипи извршени се неколку надзори, донесени се записници, опомени се пуштени. Бројните забави и концерти по дискотеките и ноќните клубови предизвикуваат бучава над дозволените 50 децибели. Со фонометри се мереше гласноста на музиката и вревата со цел да се обезбеди мирен одмор на бројните гости. Им е наложено да одбираат, набавуваат уреди кои ствараат ниско ниво на бучава, да извршат одредени активности во самите објекти заради спречување на ширење на бучавата во животната средина и низ активности други.
Согласно законот за прекршоци, оној кој што го нарушува мирот на други со пеење, користење на музички инструменти и други технички уреди во периодот од 15 до 18 часот и после 23 часот до 6 часот наутро ќе заработи глоба од 200 до 500 евра, а за правното лице предвидено е казна од 500 до 1000 евра. Белчишко блато доби прва научна студија за хидрогеолошките карактеристики. Студијата е дел од активностите кои Екотуризам 2016 Охрид ги спроведува во процесот на прогласување на блатото за парк на природата. Во просториите на општина Дебрца денес беше промовирана студија за хидрогеолошките карактеристики на Белчишко блато Сини Вирој. Оваа студија е прва од ваков вид за овој локалитет и околниот регион, а издавач е Сдруженијето за екологија и туризам Екотуризам 2016 од Охрид. Во изработката беа вклучени искусни хидрогеолози и тимот од Сдруженијето. Градоначалникот на Дебрца Зоран Ногачевски заедно со представниците од Екотуризам Ѓоко Зоровски и Гоце Колески на денешната промоција го нагласија значењето на оваа студија според која блатото е хидрографски објект од стратешко значење за општината и поширокиот регион. Во услови кога светот се бори со климатски промени и кризи за вода, Белчишко блато има постојана издашност од 2 до 3 метри кубни вода во секунда, што теоретски е доволно за водоснабдување на град со околу 400.000 жители. Студијата ги дефинира хидрогеолошките карактеристики на теренот на поширокиот простор на блатото со вкупна површина од околу 100 км квадратни. Таа дава предлог за воспоставување мониторинг на квантитативни и квалитативни карактеристики на подземните и површинските води. Исто така изработени се и карта на ранливост на подземните води и карта на ризик од загадување на подземни води кои треба да се земат во предвид во идниот развој и просторно планирање на регионот. Студијата е дел од активностите кои Екотуризам 2016 од Охрид ги спроведува во процесот на прогласување на блатото за заштитено подрачје од категорија парк на природата кој е во тек, а е достапна и на англиски јазик. Еколошката совест кај граѓаните за жал на најниско ниво. Дежурните екипи на јавното предпријатие Охридски комуналец, задолжени за одржување на јавната хигиена, изминатиот викенд имаа полни раце работа. Несоодветно депониран и расфрлан секаков вид кабасти зелен отпад на секаде во градот. Сликите недолични за еден туристички центар. Екипите и денес се на терен за да се надмине затекнатата ситуација, велат од јавното предпријатие. Се подигаше кабасти зелен отпад и градежен шут по улиците Даме Груев, Јане Сандански, Питогули, 7 ноември, Егејска, Перетошев, Сирма Војвода, населба Дајан, булевар Туристичка, Јордан Мијалков, Асном, Галичица, Никола Карев, Марко Несторовски и други локации. Секојдневно се интервенира и на градскиот кеј, потек градско пристаниште до Холандски парк, каде се подига разновиден тешко разградлив отпад, реса и мулј. Викендов во Охрид се одбележа светскиот ден на органодарителство. Од Сдруженијето Храбро срце, поддржано во својата хумана мисија од голем број медицински лица, лекари, спортисти, оценија дека се уште е ниска свеста кај народот и треба многу повеќе да се зборува за тоа за да се истакне потребата за дарување на органи. Со делење едукативни флаери за подигнување на свеста изминатиот викенд во Охрид се одбележа светскиот ден на органодарителството. Сдруженијето Храбро срце, поддржано во својата хумана мисија од голем број медицински лица, лекари, спортисти, оценија дека се уште е ниска свеста кај народот и треба многу повеќе да се зборува за да се истакне потребата за дарување на органи. Воедно ги повикаа властите да вложат повеќе средства и внимание во државната кардиохирургија, просторно уредување на истата и опремување за подобра услуга на бројните пациенти. Кога еден човечки живот згаснува, најмалку што можеме да направиме е да го продолжиме животот на уште 7, 8 или можеби стотици луѓе, бидејќи кога се донира може да се донира и срцевина, коска или ткиво. Па зошто да не направиме еден хуман чин каде што можда стотици луѓе би се спасиле со донирање на органи и ткива. Она што сакам годинава да испратам како апел е до властите да вложат малку повеќе средства и внимание во државната кардиохирургија, просторно уредување на истата и опремување со опрема, бидејќи секако ги имаме едни од најдобрите стручњаци во
регионот. Моментално околу 30 лица чекаат трансплантација на срце во земјава. Лекарите ги повикуваат граѓаните во најтешките мигови, кога губат драга личност, да ја донесат најхуманата одлука и да спасат живот. Дарувањето на орган на овие луѓе кои што се соочуваат со многу тешки болести може да им го спаси животот или во најмала рака да им го продолжи животот. Затоа апелирам до сите луѓе кои што се во можност, дали после починување на нивна блиска особа, дали од жив дарител, ако се во можност да можат да дават орган. Храбро срце ја доби поддршката и од Охридскиот градоначалник. Овие луѓе ја заслужуваат сета наша наискрена поддршка, за да ја продолжат нивната секојдневна борба и да им помогнеме да ја најдат својата шанса за подобро утре. За нив и нивните најблиски, со кои секојдневно ја споделуваат својата мака. Пред се како човек, а потоа и како функционер кој работи за граѓаните, ме разочаруваат многобројните несретни приказни и апели за помош на оние кои чекаат пресадување на органи. Од друга страна пак силно ме трогнуваат сите поединци и нивните семејства кои се одлучиле да даруваат органи на многу благороден начин да спасат нечий живот. До сега во земјава се направени 6 успешни трансплантации на срце. Многу повеќе трансплантации на бубрезија се започна и со трансплантација на коскена срцевина и коскени ткива. Кај сите овие случаи успешноста е скоро 100%, што според Јулевски е реткост во светот. Вчера во периодот од 15 до 20 часот на подрачјето на СВР Охрид извршени се засилени акцијски сообраќајни контроли. При тоа, полициските службеници затекнале и санкционирале 92 возачи на моторни возила, кои во и надвор од населено место ја надминале дозволената брзина на движење. Во Охрид за пребрзо возење санкционирани се 18 возачи, а во Струга 22. Засилените контроли продолжуваат и во наредните денови, најавуваат од МВР и воедно апелираат до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи за да се зголеми безбедноста во сообраќајот. Од полноќ поскапуваат бензините. Малопродажната цена на бензинот Еуро Супер БС 95 од ноќеска се зголемува за половина динар за литар, додека цените на Еуро Супер БС 98 и на екстра лесното масло за домаќинство се зголемуваат за 1 динар за литар, соопшти Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Од полноќ литар Еуро Супер БС 95 ке чини 88,5 денари за литар. Еуро Супер БС 98 ке се продава по цена од 91 динар за литар, додека екстра лесното масло ке чини 86,5 денари за литар. Цената на Еуро дизел не се менува, односно дизел горивото и понатаму ке се продава по цена од 90 денари за литар. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Тимот истражувачи ќе ги испитува причините за несреќата со српскиот автобус кој синоќа изгледал од коловоз на автопатот Тракија во регионот Стара Загора. Автобусот доцна синоќа бил отстранен од местото на несреќата, 14 од патниците се примени на лекување во болницот, кои тројца се потешко повредени. Предходно бугарските медиуми јавија дека 2 од децата повредени во синоќешната несреќа со српскиот автобус на автопатот Тракија во Бугарија утрово ќе бидат префрлени во болницата Пирогов во Софија. Повикувајќи се на информации на бугарските власти, медиумот објави дека нема опасност по животот кај ниту еден од повредените. Пациентот со ампутиран екстремитет е во добра состојба и е во болницата во Старо Загоре. Верзиите на кои се работи е грешка на возачот или техничка неисправност на автобусот, ова го изјави висшиот инспектор Димитар Димитров од секторот патна полиција при управата за внатрешни работи Стара Загора. Возачот на автобусот е приведен, поведена е предистражна постапка, рокот за истрага на инцидентот е 2 месеци против возачот на автобусот, денес ќе биде поднесена кривична пријава. Автобусот вчера тргнал од Србија до Сончевиот брег, каде децата и нивните водачи биле на фолклорен фестивал.
Тројца сириски војници се убиени и исто толку повредени во израелски напад во близина на сириска крајбрежна провинција Тартус, јавија синоќа сириските државни медиуми повикувајќи се на армиски информации. Државните медиуми јавуваат дека нападот го извршиле израелски авиони кои дошле од ливанска територија, а медиумите објавија дека се слушнале експлозии кога израелските авиони нападнале цели во близина на Тартус, каде се наоѓа пристаниште во кое се вкотвуваат и бродови со жито од Украина. Во соопштението на сириската армија се наведува дека Израел извршил 2 симултани напади, едниот во близина на главниот град Дамаск од правец на ливанската престолнина Бејрут, а другиот од морето врз цели јужно од Тартус. Израелската армија одби да ги коментира информациите за последните напади врз цели во Сирија. 3 лица се ранети во пукотница која се случила во забавен парк во северниот дел на американскиот град Чикаго. Луѓето биле повредени на паркингот на забавниот парк Six Flags Great America синоќа, кога се пукало од автомобил, изјавил портпаролот на тематскиот парк. Автомобилот кој се пукало брзо побегнал. Двајца од ранетите се во болница, третиот одбил да биде хоспитализиран. Пожарникарите се уште се борат со пожар во еден голем пазар во Ереван ден по експлозијата која ја предизвика несреќата, при што загинаа најмалку 60 други беа повредени. 16 се водат како исчезнати. Непознат број луѓе останал заробен под урнатините по експлозијата и последователниот пожар на пазарот Сурмалу, кој исфрлил голем облак на чад над Ереван во Ерменија. Експлозијата била во област каде биле складирани средства за огномет. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Довидување.